Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Или измени на изборниот законник со воведување една изборна единица до 15 април или крај на поддршката на СДСМ и предвремени избори. Оваа порака од Павле Трајанов, пратеник и лидер на Демократски сојуз, една од партиите партнери на СДСМ во коалициите од последните парламентарни и локални избори, ја разбранува политичката сцена која се чинеше барем привремено стабилизирана по изборот на новата влада. Од СДСМ одговараат дека не бегаат од темата, но и дека не сакаат да се врзуваат со рокови, особено што измени на изборен законник, како што велат, се носат со консензус. ВМРО ДПМН пак и ова го користи во функција на барањето за предвремени избори, со порака до иницијаторите дека се подготвени за разговор. Но дури и да има согласност кај големата партиска четворка за воведување една изборна единица наместо актуелните 6, што не може да се заклучи од досегашните јавни пораки, следното важно прашање што ќе се отвори е: ќе има ли праг што ќе треба да се достигне за да се влезе во конкуренција за распределба на пратеничките мандати, или ќе се оди на една изборна единица без праг? На оваа тема и за пошироките политички импликации од неа вечерва ќе разговарам со Павле Трајанов и со Маја Морачанин, исто како и Трајанов, пратеничка и лидерка на ДОМ. Реклами па дебатата. Гледате 360 степени. Пораката од лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов дека ќе му ја откажат поддршката на СДСМ ако во рок од 3 месеци не се усвојат измени на изборниот законник со кој ќе се воведе една наместо актуелните 6 изборни единици, е поводот за вечерашнава дебата. Трајанов отиде и чекор понатаму, велејќи дека тоа неверојатно ќе доведе до предвремени парламентарни избори. Токму Павле Трајанов е вечерва еден од нашите гости. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. На видео врска ја имаме и Маја Морачанин, пратеничка и лидерка на партијата ДОМ. Добро вечер и добре дојди и за вас, Морачанин. Добро вечер, благодарам на поканата. Од објективни причини ќе ви имаме на онлайн врска во оваа дебата, но ќе учествувате рамноправно, се разбира. Пред дебатата, за да дополнително ја поставиме рамката за тоа за што сакам да зборуваме вечерва, предлагам господине Трајанов да ја слушнеме вашата прва изјава по која што почнаа серијата реакции, но изјавата на доскорашниот министер за правда Маричич и лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Да ги видиме изјавите. Поддршката за формирање на новата влада ќе биде условена и очекуваме и инсистираме да во рок од 3 месеци да се донесат измените на изборниот законник. Тоа значи дека доколку во тој период не се донесат промените, поддршката нема да продолжи на СДСМ и тоа значи дека најверојатно ќе се предизвикат предвремени парламентарни избори. Не се работи за никаква уцена, но се работи за принципилен став кој што е изграден долго време. Без да дискутирам поединечни предлози, изборниот законник не е тема на која што можеме лесно со еден потек или пак со било какви условувања да најдеме решение. Мислам дека владата е подготвена за диалог, сите партии се подготвени за диалог и јас ги ценам аргументите и на Демократскиот сојуз и на сите партии што ја поддржале таа иницијатива. Сум разговарал со нив и до сега повеќе пати, се надевам дека и наредниот министер ќе има прилика да ги чуе аргументите и во влада да ги дискутираме. Мислам дека ако има добра волја може се да се постигне, меѓутоа не е само временската рамка во прашање и гласањето на изборниот закон со консензус, затоа што до сега добрата практика во последните повеќе години укажувала на тоа дека тој закон се носи со согласност на сите поголеми, особено на 4 политички партии кои што имаат членови на ДИК во ДИК. Јас верувам дека има добра волја од страна на Демократскиот сојуз и другите партии да се разговара за овие теми, да се дефинираат со нормално компромис, бидејќи не верувам дека сите партии имаат ист поглед или иста визија како треба да изгледа изборниот законник. Тоа е суштината на преговарачкиот процес и мислам дека може да се најде решение. Дали ќе биде до април, дали ќе биде до јуни, до март, тоа не можам од сега да го кажам, бидејќи ќе треба и наредниот министер да го води тој процес. Јас само можам да кажам дека има добра волја да се разговара за овие прашања и да се разгледаат на правилен начин за да ја подобриме довербата на граѓаните во демократскиот процес и учеството во изборите. Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник
во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија. Туку ќе го користиме оној законски рок, односно уставен рок, се извинувам, од 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, па се исплашени додек на предвремени парламентарни избори, нека му остане Спасовски министер за внатрешни работи, нека му остане новиот министер за труд и социјална политика, нема да има заменици од опозицијата во земјоделие, во финансии, во информатичко општество. Нека остане оваа влада ваква како што е и додиме на предвремени парламентарни избори, а воено и до помалите партнери кои што му помагаат на администраторот на владата на Дуји Ковачевски во оваа влада, имам и до нив една порака. Ако е една изборна единица, подготвени сме за тоа да разговараме. Еве ги чувме изјавите. Господине Трајнов, слична изјава вчера даде и премиерот Ковачевски, слична на она на доскорашниот министер за правда Маричич. Прво, мене ме интересира, останувате ли на оваа изјава, на ваков тон на изјавата од пред неколку дена, дека ако до 15 април не се усвојат измените на изборниот законник, вие ќе откажете поддршката на СДСМ? Па, значи неколку пати имавме заедничка координација на повеќе политички партии. Првата координација беше и со представници од опозицијата, кои исто така се за една изборна единица, партијата Левица. Сега непосредно пред формирањето на владата отворивме разговори, односно Ковачевски ги отвори прашањата сврзани со приоритети на идната влада. И во тие приоритети, меѓу другото, ние се договоривме сите партии кои што сме подписници или предлагачи на законот за измени и дополнување на законот за една изборна единица, да биде дел од приоритетите реформи на изборното законодавство и Македонија да биде една изборна единица, да се постојниот пропорционален модел со Донтов систем за пресметка на претениците и да нема изборен праг. Овој закон го поднесовме минатата година, уште во март месец. Неколку месеци некаде во јуни председателот Ала Џафери го стави на дневен ред, се усвои дневниот ред и усвоена оваа точка и од тогаш наваму не е свикана седница, пленарна седница на која што ќе се отвори расправа. Овие наши приоритети се дел сега од приоритетите на владата, од програмата на владата. Разговараме и со председателот сега веќе на владата Ковачевски, се додека беше мандатар, и во основа СДСМ поддржува една изборна единица. Тоа беше нивниот став. Се разбира дека треба се отвори широка расправа за ова прашање. Инсистирањето на консенсус, добрата практика дека сите партии треба да се сложат, до сега апсолутно има консенсус изграден помеѓу четирите поголеми партии, но да не се прифати да биде Македонија една изборна единица. Тие се менуваат низ периодот што помина. Во една прилика е ВМРО да помане против една изборна единица, тие се за мнозински систем, во друга прилика СДСМ, во трета ДУИ, така да таков општ консенсус тешко дека ќе се да речеме обезбеди, но јас сум оптимист дека 3 месеци е оптимално време, значи тоа е мојот принципелен став, дека тоа е оптимално време кога може да се донесе Дали останувате на условот дека ако за 3 месеци не се усвојат измените, дека вие ќе преиспитате поддршката? Се разбира дека вака како што е дефинирана целата процедура, како партија ние обстојуваме на нашиот дециден став. Сакам да укажам дека што предлагаме ние, тоа и на председателот на владата му го предложив, прво да се отвори расправа на пленарна седница. Ќе предложам заедно со другите предлагачи да има јавна расправа. Значи парламентот ќе свика јавна расправа на која ќе бидат вклучени сите парламентарни, вонпарламентарни партии, ќе ги поканеме од ОДИХР, ОПСЕ, Европската унија, невладиниот сектор, експерите за изборно право, ќе направиме исто така анализа. Имаме ние веќе таква анализа, но ќе направиме пошироки согледување, бидејќи парламентарниот институт веќе има една анализа за една изборна единица, ќе ги представиме сите наши аргументи, затоа што тоа не е барање и потреба на Демократскиот сојуз. Тоа е потреба на граѓаните за демократизација на државата. Ако големите партии не се подготвени да создадат еднакви услови, шанси за политички надпревар, како можеме да очекуваме да се демократизира државата? Значи,
парламентот со една изборна единица ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. Ниту една политичка партија нема да губи. Затоа што и ДУИ, која може би имат став сега, се уште не доизграден, но против, значи ДУИ ќе ги собира сите гласачи. Ајде да не зборувам пошироко, клиентелизмот е присутен секаде. Ќе има гласачи и од Струмица, и од Берово. Нема ниту една политичка партија да загуби ниту еден глас. А вака кроени изборни единици, каде што во 6-та изборна единица со 6000 гласачи може да биде пратеник, а во тројката со 10.000 гласачи, значи пратеникот не тежи исто. Затоа е битно. Ќе влеземе во подетална анализа малку подоцна, да чуеме и Морачанин, ја имаме на видео врска Морачанин. Што мислите за овие аргументи што ги користи вашиот колега Трајанов? Вие сте исто така еден од подписниците на предлогот за измени на изборниот закон и господин Трајанов спомена, поднесени се во март 2021 година. Така е, значи промената на изборниот модел е заложба на дом години наназад. Јас да подсетам дека и пред 2 години во Собранието се направи една иницијатива за промена на изборен модел со една изборна единица. Тогаш беше и отворени листи за локалните избори и 50% жени на листите. И сега повторно има 2 предлог закона за измена на изборен модел. Едниот се однесува на една изборна единица, а вториот за отворени листи за локалните и 50% жени и на парламентарни и на локални избори. Значи тоа е ставот на дом и за една изборна единица, и за отворени листи, и за подеднаков број мажи и жени на листите, и за парламентарни, и за локални. Сега, дозволете ми да ве прашам во врска со рокот, господин Трајанов, сега не е толку директен како во таа изјава што ја чувме претходно, вели, сметам дека 3 месеци е оптимален рок во кој што може да се усвојат измените на изборниот законник. Вие што мислите околу роковите за тоа кога, како треба да се усвојат овие измени? Затоа и се навратив на она што се случуваше пред 2 години, мислам дека е добро за јавноста да се потсетиме. Ние и тогаш 17 пратеници беа дел од таа иницијатива за една изборна единица, поднесовме предлог закон, но што се случи тогаш беше законот блокиран со 3000 амандмани кои тогаш ги поднесоа ВМРО ДПМН и ДУИ и воопшто не се отвори дебата по однос на предлог законот. Тогаш понатаму веќе се распишаа нели предвремени избори и така натаму и постојано беше укажувано како еден од аргументите против дека непосредно пред избори се носи предлог за промена на изборниот законник, дека според препораките на ОПСО-ДХР треба најмалку 6 месеци пред избори да се менува изборниот модел, изборниот законник генерално, така што еве сега е идеален момент. Нема нови избори, има доволно време и затоа инсистираме сега да се отвори расправата во Собранието. Затоа ние поднесовме и писмо до председателот на Собрание, затоа што сметам дека дебатата за ова прашање треба да се одвива во Собранието. Има предлог законник. Дали за вас останувањето во мнозинството зависи од усвојувањето на овој предлог? Дали ќе се усвои предлогот или не, ние не можеме никој да кажеме, бидејќи има таму 120 пратеници. Ние сме 5-6 пратеници, еве десетина можеби, не знам другите што мислат, што децидно сме кажале за што се залагаме и што сакаме да се реализира во однос на измените на изборниот законник. Но важно е, се согласувам, СДСМ исто така мислам дека и во нивната програма е и јавно искажа став за поддршка и за една изборна единица и за отворени листи и така натаму. Еве ова е ново сега дека ВМРО ДПМН го смени ставот од пред 2-3 дена дека она што претходно го зборува, најавува и барање за мнозински модел, нели 120 изборни единици и така натаму, сега велат дека и за нив е прифатлива една изборна единица. Борачанин, така што очигледно да добива поголема поддршка. Да, сакам тука Трајанов да го вклучиме. Господин Трајанов, како вие ги доживувате овие пораки од ВМРО ДПМН? Особено од лидерот Мицкоски. Само да нагласам.
дека Демократскиот сојуз и другите партии имаме начален договор со СДСМ. Ако СДСМ го блокира процесот, тогаш ќе ефектуираме за тоа што стоиме цврсто. 61 пратеник треба за да се усвои измените на изборниот законник. Тоа мислам дека може да се обезбеди. Ако СДСМ инсистира на тоа дека сепак големата четворка мора да се согласи околу тоа, ќе разговараме за тоа. Ако е друга политичка партија, ако го блокира процесот, таа ќе преземе одговорноста и тежината на сите процеси што ќе се одвијат понатаму. Така да ќе видиме како ќе се бидејќи го отворивте тоа прашање, препознавате кај СДСМ дека сега калкулираат? Значи ние подолго време разговараме со СДСМ и тие јавно искажаа поддршка на измените на изборниот законник. Како ќе се движат натаму, така и ние ќе се сега за Мицкоски за ВМРО. Значи ВМРО ДПМН, мислам дека ВМРО ДПМН тоа е еден сериозен блеф, политички блеф, се со цел да ја натерат СДСМ на чистина. Тие сметат дека СДСМ на крај ќе се повлече од оваа поддршка на изборниот законник, Македонија да биде една изборна единица. Инаку, ако ВМРО ДПМН со коалиционите партнери, ако СДСМ со коалиционите партнери застанеме цврсто, тогаш мислам дека отпорот ќе се скрши од било која политичка партија и Македонија ќе биде една изборна единица. Добро е што тоа јавно го искажуваат. Јас за секој случај поддржувам поширок консенсус да имаме околу промените на изборниот законник, но вчера разговарав со представници на ОПСЕ. Сум разговарал и други представници. 2020 година, кога се носат овие измени за системска предност на големите 4 партии, во текот на ноќта се гласа, без партиципација на пошироката јавност, како успеат тогаш да направат 90% од времето на медиумите, на порталите, да го обезбедат само за 4 партии, за тоа да имат консенсус, а кога треба да се... Јасно е дека личниот интерес ги води. Да, ама нема никаде такви решенија. Треба да имаме законски решенија каде што ќе имат еднакви услови, еднакви шанси сите политички партии за рамноправен политички напревар. Тоа е идејата. Морачанин Трајанов зборува за политички блеф на Мицкоски. Што мислите вие за тоа? Па изненадување е навистина ваквата промена на ставот од 120 изборни единици, она што барем во јавноста одеше, сега на една изборна единица. Мене ми е драго ако е тоа навистина принципиелно и дека ете и ВМРО ДПМН е сватиле дека е потребна промена на изборниот модел за една изборна единица, но тука остануваат уште неодговорени прашања. Да, прашање е дали на таа реченица има точка или има запирка под услов прагот да биде толку и толку проценти. Затоа и го спомнувам прагот. Значи, ние во изјавите, барем јас што одеа во медиумите, не видов некој став во однос на прагот. И ние сме јасни по тоа прашање. Ние сакаме една изборна единица без праг. Ако е ова, како што вели и Трајанов, и логично е, бидејќи нашето искуство вака низ годиниве со иницијативата за промена на изборен модел на тоа укажува, ако се бара праг, особено некои високи прагови кои што се лицитираа вака, се шпекулираа 3%, 5% и така натаму, тоа практично ќе тотално обезвредни идејата заради која се поднесува овој предлог за една изборна единица, односно за демократизација на општеството и за правична застапеност, поправедна застапеност на сите граѓани во собранието. Затоа што она што ни се случува сега со овој изборен модел, можете да имате 31 освоени гласови на избори, а да немате ниту еден пратеник во собрание. Тоа значи дека оние граѓани кои што гласале за таа програма, за таа идеја, за тие луѓе, не се представени во собранието. И затоа е многу важно и прашањето во однос на прагот. Да објасниме, дозволете Морачанин Трајанов, да објасниме само за гледачите, зашто зборуваме, бидејќи може ова помалку и абстрактно да звучи. Ако државата е една изборна единица и нема праг, под предпоставка дека на избори ќе гласаат околу 1 милион гласачи, иако беа помалку на последните избори, во парламентот ќе се влегува со околу 8.300 гласа, но собрани на целата територија на државата. Сега, некоја партија и да има 8.300 гласа на ниво на држава, ако тие се расцепкани во 6 изборни единици, тие не се ефектуираат
во мандат. Или би требало околу 7800 гласа ако излезноста е како на изборите во 2020 година, кога излегува 944.000 гласачи. Ако пак државата е една изборна единица, има прак еве од 3% да речеме, под предпоставка дека ќе гласаат 1 милион граѓани, за влез во парламентот ќе бидат неопходни минимум 30.000 гласа собрани на едно место. 3% од 950.000 колку што гласале 2020 е околу 28.000 гласа. Сега, Трајанов, мислам дека е јасна идејата зошто една изборна единица без прак, но дали сте подготвени да влезете во дебата евентуално за воведување на некаков прак? Прво сакам да нагласам дека да, тоа прашање ќе го отвориме, но исто така сум подготвен заедно со другите потписници на предлог законот за изменение на изборните правила, да разговараме и со господинот Али Ахмети, и со господинот Христијан Мицковски, и со други, и со села, и со други лидери на партии или пратенички групи, да разговараме пред да започне пленарна седница околу овој закон. Не исклучува можноста да го отвориме ова прашање. Да ги видиме аргументите доколку го покренат тие. Можеме да разговараме, но сепак, значи природниот прак во првиот овој изборен процес што ќе се одвива доколку се усвоат измените, би требало да биде без прак. Природно ќе се формира прагот, ако немате 10.000 гласачи, нема да влезе во парламент. А сега, повторно се иде на истото. 30.000 гласачи, ако треба, а вие имате 29.900. Нема да имате пратеник, а пратеник ќе се прави со 7 или 7.500 гласови. Така да, исто така, високиот прак ги елиминира помалите политички партии за демократизација, за влијание во процесите, за круцијални прашања кога ќе одлучува во парламентот. Добро е да има различни мислења. Направив брза симулација. Ако може само малку да се получам, бидејќи исто важно дека на овој начин ќе бидат мотивирани граѓаните да излезат на избори повеќе. Ние гледаме дека низ годините на секој наредни избори се помалку граѓани излегуваат за да гласаат. Затоа што некои од нив едноставно чувствуваат дека немаат за кого да го дадат својот глас, немаат доверба. Вака, ако има поголема понуда, дефинитивно ваков модел би ги мотивирал и не само политички партии, и помали, и поголеми, и независни листи и така натаму. Значи, граѓаните ќе имаат поголем избор и излезноста ќе биде поголема. Морачани, дали вашата партија е подготвена да разговара за прак? Само да довршам Васко, бидејќи секогаш се вели малите партии и интересот на малите партии. Јас ниеднаш не реков малите партии вечерва. Не зборам за вас, зборувам во јавноста генерално, ова се доживува дека е само барање на малите партии во интерес на малите партии. Неспорно дека е во интерес на помалите партии, но е пред се во интерес на граѓаните. Од и пред 2 години имаше едно истражување на јавното мислење, кога исто така се зборуваше за промената на изборниот модел, и тогаш преку 50% од граѓаните во Македонија ја поддржаа оваа идеја и за една изборна единица и за отворени листи. А дали вие како партија ДОМ сте подготвени да влезете во разговори за евентуално воведување на изборен прак? Значи, нашето барање е да биде без прак. И мислам дека е тоа најсоодветно, и тоа е еден практично природен прак. Ова што вие убаво го објаснивте, околу 0,7% доаѓа од избирачите. Но секако, затоа велам, собранието е место за дебата, да разговараме и за тие аргументи. Ние сега и не знаеме точно ниту кои се ставовите, освен преку медиуми вака по некое сообштение што оди, ниту кои се аргументите за прак или против прак, зошто против прак и зошто би бил најсоодветен да речеме прак од 2% или 3 или 5 или без прак. Затоа мислам дека навистина е време да се отвори дебата во собранието каде што и место за дискусија. Направи брза симулација на тоа како би бил резултатот од последните парламентарни избори ако државата беше една изборна единица без прак. Големите блокови СДСМ и ВМРО ДПМН со коалициите би изгубиле по еден пратеник, би имале 45 и 43. ДУИ и Алијанса Алтернатива исто така би изгубиле по еден пратеник, би имале 14 и 11. Сега интересно е дека најголемата промена се гледа кај левица. Таа на ниво на држава имаше околу 37.500
гласа, а на крај заврши со 2 пратеника. Во ваква ситуација би имала 5 пратеници. Исто така во парламентот би влегле ДПА, која што има еден пратеник, би го задржала тој еден пратеник, но уште еден пратеник би добила Интегра, која што на ниво на држава има 12.300 гласа. Ете, тоа е ефектот од евентуалната промена на изборниот законник и воведување на една изборна единица. Симулацијата покажува Да, вие гледате сега во односно на како беше констелацијата, големите коалиции, СДСМ и коалицијата ВМРО и коалицијата и така натаму. Но доколку има промена на изборниот Морачанин, модел, вие ќе сакате да кажете дека вие еве на локалните бевте со ЛДП заедно, освоивте околу 25.000 гласа, ако не се лажам. не, преку 30.000 гласови на листите, да. Добро, да, за градоначалници тоа 26.000. преведено во мандати може да биде и 3 и 4 во зависност од распределбата на гласовите по другите листи. Да. Така е, но верувам и дека многу други тогаш ќе бидат мотивирани политички партии, па и независни листи да излезат сами на изборите, а не како дел од големите коалиции. Добро, Трајанов. Ова само, симулацијата покажува дека апсолутно големите партии многу малку ќе изгубат. Затоа што ова е праведен систем, но ќе обезбедат демократски процеси да бидат многу посилни во државата и тогаш ќе покренуваме ние прашања кои што значат системска одговорност, да се деполитизираат државните институции, прашања кои што можеме да ги наметнеме и не може да носи владата одлуки, со тоа што тие ќе поминат или предлог закони ќе поминат во парламентот, бидејќи имат доминантно мнозинство. Мислам дека е прашање дали малку ќе изгубат, затоа што господин Трајанов идејата тогаш е дека Демократски сојуз ќе оди сам или ќе оди во коалиција со Домила да целата филозофија партиите на турците можеби ќе одат сами. Ние на терет на големите партии, они така не доживуваат, а ние мислиме дека губиме. Демократски сојуз има 33.000 члена. Доколку е един изборен модел, половина од тие да гласат, ние ќе имаме 2 пратеника. Така да сосема јасно дека ќе биде на штета во тој дел. Но нивните гласови, гласовите на СДСМ, на ВМРО, на ДУИ, ќе бидат резултат на нивната подршка. Сега сме коалиција 23 политички партии со СДСМ, но викат СДСМ освои гласови или ВМРО ДПМ. Не ги бројат коалиционите партии. Тој никој не ги спомнува. По сите извештаи се прават споредбени анализи колку СДСМ, колку ВМРО, колку ДУИ, колку Алијансата. Никош не кажуваат дека тука има голем број на партии. Вие зборувате за принципи и стандарди дека тоа би биле позициите од кои утре би преговарале под претпоставка дека сами би освоиле пратеници, но ќе слушнете и поинакви ставови дека наметнувате клиентелизам, дека тогаш уште потешки ќе бидат политичките пазари и така натаму. Од таа призма интересот на големите партии веројатно е разбирлив. Тие имаат интерес од задржување на ова статус кво, вие да се борите да бидете дел од овие големи блокови и пред избори да ги договарате практично распределбата на колачите. Тоа е сега логиката. Во разговорите со некои од поголемите партии, нивни представници, тие тврдат дека парламентот, односно владата, ќе биде нестабилна. А сега е стабилна. Стабилноста на владата не зависи од бројот на пратеници што поддржуваат. Зависи од политиките, дали тие ги прифаќаат граѓаните, дали се тие спроведуваат ефектите од политиките. Тоа е стабилна влада ако има широка поддршка на политиките што ги спроведува, а не од бројот 61 пратеник или 2. Секогаш може да се најдат тројца, да изместат работата, владата да падне. Ако зависи само од бројот на пратениците. Една од 4 големи партии... Може Васко само да се надоврзам од ова што го кажува Трајанов е важно и неколку пати јас сум го акцентирала. Многу често кај нас се зборува за стабилност на мнозинството, на владата, кое што практично реферира на бројот на пратеници во парламентарното мнозинство. Јас апсолутно се согласувам дека не е стабилноста, не зависи од бројката дали имате 62, 65, туку од она што го испорачувате како креатори на политики и реализирање на политиките. А дополнително што значи тоа? Ке имате апсолутно мнозинство ако некоја партија има 61 само. Така, без разлика, еве, дали од позиција сега СДСМ, ВМРО.
Ама ние сме имале такви случаи во минатото и видовме дека пак такви големи, нема да ги наречам стабилни, оти тоа се големи мнозинства, водат кон авторитарни тенденции. Така што тоа не е во интерес на демократизација на општеството, да вие имате големо мнозинство кое што по дефолт ќе гласа онака како што владата еве предлага. Во за развој на демократијата многу е полесно кога вие имате пошарено лико собрание. И тогаш и граѓаните се подобро представени и нормално дека сите креатори на политиките и владата и собранието се упатени кон дискусија, кон компромиси, кон прифаќање и на барањата од оние што се, да речем, условно помали или помалу бројни во собрание. Од четирите, условно кажано, големи партии, меѓу четирите и Алијанса за албанците, сакам да го слушнеме Арбен Таравари, генералниот секретар на партијата. Тој вчера даде една изјава во врска со нивниот став што треба да биде некаква индикација за тоа дали може да се стигне до евентуален консензус. Таравари. Значи, ние начелно сме кажале дека сме за отворени листи. Инсистиравме и за локалните избори да има отворени листи, меѓутоа ставот на Алијансата за албанците е да има 8 изборни единици и тоа сме го кажале јасно и гласно. Меѓутоа повторно велам, имаше една комисија која што работеше со представници од повеќе политички партии со различни аргументи во кој модел да се помине. Нашиот аргумент за 8 изборни единици беше поради тоа што постојат 8 економски развојни подрачја во Република Македонија, според тоа да има во секој економски развоен регион да биде една изборна единица. Меѓутоа тука, а за отворени листи не се ни дебатира апсолутно. Ние ако сакаме демократизација на општеството, прво треба да почне со демократскиот процес во самите политички партии. Доколку ги отвориме и ги направиме листите отворени, ја мислам тоа ќе биде огромен чекор кон демократизација генерално на општеството. Арбен Таравари, генералниот секретар на Алијанса за албанците. Трајнов се споменуваше и варијанта со 3 изборни единици. Господин Таравари зборува за 8. Тоа некако не оди во прилог на потребата или желбата да се стигне до консензус? Алијансата е коалиционен партнер на ВМРО ДПМН и очигледно е дека тие немаат усогласени ставови околу ова прашање. Како што СДСМ и другите партии немаме усогласен став со ДУИ. За секој случај мислам дека расцепкување на голем број изборни единици се враќаме кон мнозинскиот систем. Тоа значи дека ќе го вратиме насилството на улиците. Ако Гостивар биде една изборна единица, мислам дека многу тешко ќе се одвива тој процес. Ова е многу безбеден, условно кажано, модел. Македонија да биде една изборна единица. Секоја партија ја презентира својата политичка програма, можност граѓаните да се запознаат, да гласат и што е најбитно, значи кога ќе тргне гласачот нема да мисли дека го фрла гласот во празно ако гласа за некоја од другите политички партии, освен за ВМРО, ДПМН или СДСМ. Ако е ова објективна или реална понуда сега што СДСМ не се сомна, бидејќи долго време разговараме, ако и ВМРО ДПМН, не е тоа блеф. Не се сомневате или се сомневате? Не се сомневам, бидејќи разговараме сосема отворено и затоа нагласувам дека оптимален рок е. Тоа е дури голем рок од 3 месеци да се отвори расправа, да поминат сите фази и да се донесат овие промени, но нагласувам дека за да помине законот треба 61 пратеник. Ние никогаш нема околу ова прашање да обезбедиме тотален консенсус. Ке има некој против. Ако се прават промени, дали може помала политичка партија, Демократски сојуз, Дом, ЛДП, Левица, да ги блокират измените на закон? Може, ќе поднесеме 2000-5000 амандмани. Или можеме ли ние да блокираме некои проекти што ги предложат партиите што се против една изборна единица? Не знам, ДУИ ќе предложи законски решение, да ќе ги блокираме. Ако сакаме соуцини, значи не е целта да не се протолкува дека ние инсистираме и тоа ќе го условуваме. Ние сугерираме, имаме оптимален рок, имаме потреба од 61 пратеник, дајте да ги донесеме промените. И се надам дека ни сите овие расправи, дискусии, аргументи, споредбени решенија во другите држави, дека
сепак ќе преовлада ставот дека тоа е основа за демократизација на државата. Ако бидеме фер во соседството, таму каде што државата е една изборна единица, постои изборен праг. Во Србија тој е многу високо поставен, 5% е. Во Црна Гора, во Косово 3%, така? Бугарија 4. Во Бугарија 4, така што речи си да нема пример кој што би одел Не, во... имаме анализа, има во повеќе држави каде што природно се формира прагот. Значи имаме анализа направено, затоа ќе разговараме во јавната расправа, на пленарна седница ќе разговараме, ние ќе ги презентираме сите наши Демократскиот сојуз направи една обилна анализа. И таа анализа ние доставиме до парламентот, меѓутоа се забори, затоа што ние и претходно предлагаме, имаше расправа пред, не знам, 6-7 години во парламентот за ова прашање. Значи не е од сега таа иницијатива, повеќе партии се залагаме, тогаш повеќе партии го поддржаа проектот, дури Демократската партија на турците, беше Кенан Хасибе председател, исто така се залагаше. Сега имаме многу поголем број на пратеници што се за од другите партии. Морачанин, сакавте да се вклучите околу прагот? Да, еве, например во Холандија нема праг, односно овој природен праг за кој ние зборуваме. Значи има различни модели, никаде не е усогласено и во Европската унија, секоја држава си има различен изборен модел. Тука не можеме да се повикуваме ние на некои правила на Европска унија, но може да се споредат сите тие искуства, спомнувате Србија и висок е прагот, така е, но и таму веќе има дебата заради тоа што и тие увиделе дека има премногу висок праг и тоа ги оневозможува да влезат во парламентот едноставно избраниците на граѓаните. Така што тие дебати се отвараат и во други држави, не е само Македонија случај. И навистина мислам дека е неопходно сега во овој период да се дебатира по ова прашање во собранието. Немам против и поддржувам и јавна расправа и аргументирани дебати и на крајот можеме да го донесеме најдоброто решение кое што ќе биде во интерес не само на 4 најголеми партии, оти некако во целиот овој период се води сметка и кога се зборува за консензус се вели со консензус помеѓу 4 најголеми партии. А тие 4 најголеми партии имаат помалку од 50% поддршка кај граѓаните, ако ги вклучите и тие граѓани што не гласаат, значи не осеќаат дека сакаат да поддржат некоја партија, што значи тоа не ја пресликува волјата на граѓаните. Дали паралелно со оваа идеја за воведување на изборна единица ќе туркате иницијативата за отворени листи или таа останува сега настрана? Оваа идеја за една изборна единица имаше поддршка од неколку пратеници од различни политички партии, околу тоа има една усогласеност и затоа е вака поддржана. Што се однесува до дом, еве сега слушнавме и од Таравари дека и тие се за отворени листи, ние остануваме на предлогот за отворени листи. И тука се согласувам со господинот Таравари дека отварањето на листите и можноста граѓаните да бираат не само партија, туку конкретно за личност да гласаат кои тие сакаат да ги представува во собранието или во советите, е навистина огромен чекор во однос на демократизација и на партиите и на општеството, и тоа ќе зголеми и одговорноста на избраните пратеници, советници, бидејќи нема да стојат само зад партијата, туку и лично ќе одговараат пред своите избирачи, пред граѓаните за она што го добиле гласот, поддршката од граѓаните. Така што остануваме и со барањето за отворени листи и за 50% жени на листите. Мислам околу тоа исто така. И за тоа мислам дека и пред неколку години исто така имаше една иницијатива во собрание, имаше голема поддршка од 100 пратеници, но еве никако тоа да се преточи во измените на изборниот законник. Едноставно да ги зголемиме квотите, што сега се 40%, да се зголемат на 50% жени на листите, се разбира со наизменичен распоред жена, маж, жена и така натаму. Трајанов? Значи, околу изборниот праг, кажаме кои се аргументите, инаку има и други модели. Ако има коалицирање,
повеќе партии, тогаш има изборен праг 1,5-2%. Ако партијата настапува самостојно без изборен праг, дури тоа можеме да го за тоа да разговараме. А господин Таравари што спомна 8 региони, не знам, после ќе речат кантони и така натаму. Ние сме унитарна држава, мала држава, 900.000 гласачи и нема потреба да ги делиме Нема, тоа се државата. тие планските региони. Сега да не извитопаруваме. Не зборам, некој друг ќе бара добро. поинако. Има такви модели каде што кантоните да речеме поотделно гласат и така натаму. Тоа го има во праксата или во Германија повеќе сојузна држава. Зборам за федералните или конфедералните држави. Ние сме унитарна држава, помала држава и апсолутно нити алијансата, ниту било која друга политичка партија ќе тежи толку колку што ќе гласат. Предпоставам и они правеле анализи, Еве, па им сега се има- чини дека ама- 8 изборни единици им оди повеќе во прилог. Веројатно тоа е тоа. Знаете што е? Вие да собирате гласови од 10 на 20-25 помали политички партии и да имате монопол после на сите процеси. Јас затоа им кажувам и порано со другите партии и така натаму. Ако вие ја преземете целокупната власт врз основа на гласовите од другите партии, тогаш ќе ја носите одговорноста. Ако ја поделите власта, ако дозволите помалите партии или независни пратеници да презентираат идеи, да ги прифаќате, да се менуваат процесите во државата, тогаш ќе ја делите и одговорноста со другите партии. Кај нас, значи имаме имплементација на еднопартиски систем. Партијата што е доминантна, таа одлучува за се. Од Влегуваме- вработување на Да. една хигиеничарка, па се до кој ќе биде во Уставен суд. Ние сакаме да ги менуваме работите, да имаме сила за политичко менување на работи, за действување тие работи да ги променеме. Еве Влегуваме- сакам ја вителните државни институции да ги целосно департизираме, деполитизираме или пак приемот на работа да не може да биде преку партиски список. За тоа да би има и кривична одговорност. Влегуваме некој влијае. во последните минути, Трајанов, вие ја споменавте и се рефериравте на таа една нееднаквост или фаворизирање кое што го носи изборниот законник за четирите најголеми партии, дури го и формално го спорите тоа, така? Да, Демократскиот сојуз поднесе иницијатива до Уставниот суд, со која иницијатива ги оспоруваме некои решенија во изборниот закон, бидејќи четирите големи партии направиле системска предност да имат. Тоа значи средствата, времето во медиумите, над 90% да ги користат тие четири големи партии, тие имаат системска предност. Да објаснам практично за граѓаните. Ако имаме трка на 1000 метра, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и Алијансата веќе стартуваат од 500 метра пред нас. Како Ако ние не и од можеме... 900. Молим? Ако не и од 900. Па, они се веќе во финалето влезени. А ние треба да се бориме за квалификација во тој надпревар. Еве, 9 минути вика дополнително време на 1 час за представување во медиумите и портали така натаму. Од тоа вика 8 минути припаѓаат на четирите големи политички партии, две позиции, две опозиција кои освоиле најмногу пратеници или гласови на последните парламентарни избори, а за сите други парламентарни, вонпарламентарни партии, не знам, носители независни листи, носители на независни листи, за нив 1 минута. При тоа сето тоа е платено од државниот буџет. Зборувам за тоа. И второ, има ограничувања. Ако друга партија се појави, таа е ограничена околу времето колку може да плати да презентира својата програма кандидатите. Тоа значи дека е тотално узурпација. Ова не е демократски процес за одржување Ова сте на го фер. отвориле со СДСМ? Молим? Ова со СДСМ сте го дебатирале? Не, ова го дебатирам во јавноста и бидејќи нема расположение кај големите партии, тука са заедно имат општ консенсус, тоа да го блокират, бидејќи тогаш помалите партии не биле доволно будни во текот на ноќта на касните часови се прифатил тие измени. Тие поминале 2020 година пред парламентарни избори и сега тоа за нив е отворено. Ова прашање ќе го отвориме секаде. И пред домашната јавност и пред ОПСЕ, ОДИХР, Европската унија и посебно до Уставниот суд. Не знам Уставниот суд како ќе се постави, бидејќи тоа е доста партизиран, бидејќи тамо се бират или ги бираме главно
подршка што имат од поголемите партии суди да бидат. Така да ќе видиме, но ако судот е чувар на Конституцијата, на Уставот, Уставниот суд, тогаш мислам дека многу лесно може да ги укине сите овие одредби и да создаде услови за равноправен политички надпревар. Морачани, неколку реченици на оваа тема и завршуваме. Да, апсолутно се согласувам тука, тоа сме го зборувале, затоа што е не фер можноста за да бидете кога одите на избори, еве сега ние и самостојно настапивме на локалните, 45% за двете најголеми позицијски, 45% за двете најголеми опозицијски партии, 7% парламентарните партии кои што самостојно настапуваат и 3% за вонпарламентарни независни листи и така натаму. Така што апсолутно е, би рекла, дискриминирачка позицијата за да можете да се представите своите кандидати, својата програма пред граѓаните, бидејќи се губите практично во овие други 90% што ги заземаат представниците од големите партии. Затоа велам, целиот изборен модел е практично фаворизација на 4 најголеми партии. И многу тешко вие можете тука да направите некоја голема промена, влијание, зборувам не само промена на изборниот модел, туку во креирањето на политиките, во реализирањето на политиките, бидејќи од старт позицијата стартна е на многу ниско ниво и практично не можете да се изборите со овие джинови за да бидете и позастапени и да добиете поголема поддршка и на крајот тоа да се преслика во советите, во парламентот и така натаму. Добро, Морачани, ви благодарам за учеството. Трајанов и вам, благодарам многу што бевте до 360 степени. Реклами па саботажа. Тргни чекор напред, врати се 2 чекора назад. Напред, назад. Некој вака, некој така. Вака, така. Акција и реакција. Лево и десно. Вака или така. Студиорум ада репиторум, како беше она. Господина Мицковски. Зошто се плашат? Бројките не знаеме какви се сега. Зошто се плашат? Најавивте изненадување? Па не, изненадување повеќе во формата, ќе биде малце поголем. Зошто се плашат? Имаше ни официјални брифинзи. Да ги почекаме бројките па да коментираме. Ке мериме. Јас сум човек кој што континуирано го мери. Месечно барем најмалку 2 пати. Дали Па еднаш месечно, сега било еднаш во неделата, во ред, еве нека биде еднаш дневно. Ке мериме, но тоа не е битно. Суштината е дека студиорум ада репиторум. мораме да повикаме реклами? Добро да. Жалам, но тешко дека можеме да имаме доверба. Тргни чекор напред, врати се 2 чекора назад. Жалам. Еве ја говорницата. Тука се камерите. Ајде да се сложиме дека не се слагаме. Тука е јавноста. Ке мериме. Тоа е суштината. Сите да слушнат и да видат. Студиорум ада репиторум, како беше она, мајка. Пред рекламите бев прилично јасен. Дали Зависи што подразбираме по тоа гласна, доволно или недоволно гласна. имаше ни официјални брифинзи, Па беше гласна. И тогаш беше гласна. Тоа е суштината. само што ми пишале од режија. Добро да. Некому нешто му текнува. Зошто се плашат? Ајде да забораваме историја. Тоа е суштината. Тргни чекор напред, врати се 2 чекора назад. Тоа е суштината. Некој вака, некој така. Тоа е суштината. Лево и десно. Вака или така. Акција и реакција. Колоквијално прашање нека биде. Како беше студиорум ада репиторум. Повторувањето е мајка на знаењето. Тоа е суштината. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам. Со ова завршуваме, ќе се видиме повторно в понеделникот 22. Пријатно.